Јас не сум Мина, ама кој е Мина, ќе ја прашаме мојата денешна соговорничка која ја промовираше нејзината најнова книга. Добро утро за Ксенија Маказлиева Трајчева. Ксенија, како сте утро? Добро утро, поздрав до сите гледачи, се чувствам одлично, како и секогаш кога сум со вас. Да, нека биде првото прашање, кој е Мина? Да, најновата моја книга носи наслов Јас сум Мина и ти, еден наслов кој што имав за цел да ги испровоцира децата. Знаете, обично кога се запознаваме, нели го кажуваме нашето име и бараме од соговорникот или непознатиот лик наспроти нас да ни се представи, така да се запознаеме и да се започне едно ново пријателство. Токму тоа е и целта на Мина, девојче кое што е во некое второ, трето одделение, кое што се соочува со сите предизвици кои што ги носи домот, училиштето и целокупното обкружување. Значи станува збор за обработување на социјални, на општествени теми, оние можеби кои што се најчувствителни и навистина е потребна храброст да се навлезе во тој свет и да се раскаже секојдневието на едно современо дете, а тука да бидат вклучени и наставниците, и родителите, и другарите, и браќата, и сестрите, и се надевам дека успеав и овој пат во тоа. Меѓутоа, книгата е поделена во два дела, значи првиот дел се приказните за Мина, а вториот дел се омилените приказни на Мина, односно што е тоа што Мина со најголема радост го чита, со цел повторно една провокација до младите читатели да прочитаат нешто повеќе. Сите тие раскази во вториот дел не се поврзани еден со друг, се со различни ликови, но тематиката останува иста, обкружувањето на детето. Промоцијата помина одлично, се случи во вашиот роден град Струмица. Како сте вие задоволни? Да, промоцијата помина одлично и покрај топлото време, нели знаеме со какви тропски температури се соочуваме овие денови, сепак имаше убав одзив. Промотори беа професор доктор Ана Витанова-Рикачева и магистар Сузана Мицева, кои што навистина направија една атмосфера која што беше полна со топлина, со љубов, но и она што требаше како порака да се прати од книгите кои што ги промовиравме, бидејќи освен Јас сум Мина ти, го промовиравме и второто издание на Спирко Немирко, кое после 12 години се преобјавува и се надевам дека и овој пат ќе го привлече вниманието на младата читателска публика. Се разбира за сите они кои што ја немаат прочитано Спирко Немирко, што побрзо да земат во своите раце, за да што навистина интересно. Така, значи тука станува збор за еден машки лик, нели, кој што едно дете немирно, меѓутоа не неумно, не невоспитано, нели, дете кое што е само темпераментно, кое што има свој карактер, своји желби, своји потреби, но никогаш не ја преминува онаа црвена линија која што родителите и наставниците знаат да ја постават. Но она што е заедничко и за двете книги е што се обидувам на еден начин, на еден хумористичен начин да го доловам секојдневието, затоа што се соочуваме со премногу предизвици и проблеми нели во секојдневниот живот, но да се обидеме да ја гледаме така да речам смешната страна и да сватиме дека животот има многу поубави нешта отколку што се предизвици кои што пред нас се поставуваат секој ден. Да знаеме да ги цениме убавите нешта во животот. Тоа е она порака која што сакам да испратам до читателите. Силија, како автор за деца и млади, почнувате ли со нешто ново? Шувате ли? Да, веќе имам подготвено нов ракопис, исто носи Мина од градинка, значи идејата беше да се направи едно патување на Мина од градинка до училиштето, па понатаму може ќе ја проследиме во тинеџерските години, ќе видиме како ќе оди со инспирацијата. Меѓутоа Мина во градинка е веќе подготвена како ракопис и се надевам дека во некое догледно време и таа ќе биде достапна за читателите, оние најмалите во градинките. Благодарам многу на одвоеното време и ви посакувам многу успех. Ви благодарам многу за можноста да промовираме што е ова ново што во моментов излегува од моето перо и се надевам дека овие две книги ќе го најдат патот до читателската публика. Најголема радост за еден автор е кога книгата ќе ја види во овој случај во детските раце. Благодарам што еднаш.